имам чест и задоволство да ви најавам една прилично еминентна актерско-режисерска екипа, односно еминентен филмски состав во студиото на Телма. Добро утро на актерката Тамара Ристовска. Добро утро. И на режисерот Даријан Пеевски. Добро утро. Здраво. Добре дојдовте во студиото на Телма. Повод за ова ваше гостување ова утро е филмот Мими, уште еден македонски филм од вчера на кинорепертуарот ширум Македонија. Какви се првичните реакции? Па супер се, мислам дека кога што дознав имало луѓе отишла да го гледаат, така што се надам дека ќе проложи така и мислам супер е филм кој ќе искомуницира со нормалната публика за разлика од фестивали и така натаму каде што сепак идат луѓе кои се ајде да речеме знаат што и да гледаат. Поинтересно е кога ќе искомуницира со поширокиот аудиториум. Затоа ги правиме практично филмовите. Така, Тамара Ристовска, честитки за филмот. Ви благодарам. За една од главните улоги. И Тамара и Даријан се впрочем актери и режисери од помладата, поновата генерација во Македонија. Како вие го доживеавте снимањето на филмот и еве вчерашната проекција во киносалите во Македонија? За вчерашната не можам ништо да кажам бидејќи не бев, но се надевам дека тек до прва ќе ја гледа македонска публика. Во однос на овој филм ми е прв долгометражен, но не ми е прва соработка со Даријан. Навистина беше според мене еден од поголемите предизвици. Одлично си поминавме на снимање. Така, јавноста можеби ве запозна, односно ве памети по серијата Фамилијата Марковски, а потоа има видено и во некои театарски представи, веројатно? Да, имам работено во драмскиот театар како надворешен соработник, во Фестен, во режија на Зоја Бузалковска и Крал Иби во режија на Васил Христов. Исто така имам работено и независен театар со Милчин, Ужегнатост. Тоа имаше некои 10 изведби, таа представа за жал прекина да се игра. Во меѓувреме имам работено неколку краткометражни, ама Мими и Фамилија Марковски се еден од поголемите проекти што ги имам работено. Да, и пред да зборуваме малку во детали за филмот Мими, уште неколку прашања за Тамара вака од аспект на некое пробивање на таа театарска и филмска сцена во Македонија. Како е денес да се биде млада актерка во Македонија? Па, мој прв проект беше Фамилија Марковски и тој беше после дипломирање, еден од поголемите и доста захтевен за мене, што се однесува до процесот. Навистина работев со доста етаблирани актери кај нас, доста искусни и за мене тоа беше навистина една одскочна даска за понатака. Со тоа што сега конкретно на овој филм некако се беше полесно да се работи со Даријан, бидејќи веќе се познаваме, што е многу нормално. Он знае што може да очекува, јас знам он како работи, така да се уште рано да кажам за како би се развивала понатака. Добро, ќе зборуваме понатаму и повторно со Тамара. Даријан, по 3 дена во септември од 2015-тата, ова е прв долгометражен филм што го режирате и чии сценарист, нели? Да. Не успеав за жал да го гледам филмот и можеби сум не доволно подготвен за да прашувам, меѓутоа прочитав некаде дека Мими се опишува како филм за површноста и лажните фасади. Што сакате? Која беше пораката која ја донесува Мими? Каква порака испраќа до јавност? Не се работи за порака, повеќе се работи за некое емоционално доживување што се надам дека тие што го гледаат ќе го доживеат. Се работи за прикан за девојка која доаѓа од внатрешноста да живее во Скопје, односно да студира и преку тоа практично да почне и нов живот. Оттргната од родовите предрасуди што ја тиштат во таа мала средина. Меѓутоа, кога доаѓа до Скопје се запознава со Сара, меѓу нив се развива едно токсично пријателство и тоа пријателство само ја потсеќа и соочува со проблемите од кои што толку сакала да помегне. И тоа пријателство преоѓа во обсесија и понатаму ќе го гледате филмот и ќе видите. Значи се обидува Мими да урне некои стереотипи. Така е. Типични за македонското традиционално или би рекол патриархално општество. Во главните улоги Наталија Теодосиевска во ликот на Мими, така, и Сара Тамара Ристовска е веројатно мајката во која другарката со која се запознава. Се случува пријателството.
Така и еминентен актерски состав, меѓу другите и Оливер Митковски, Петар Мирчевски, Сашко Коцев, Стефан Спасов, Денис Абдула, Владимир Петковиќ. Продукција е Томи Салковски, режија Даријан Пејовски, сценарио исто Даријан Пејовски. Кој период го снимавте филмот? Снимавме 2020 во екот на третиот ковид бран. Значи без маски. Со маски. Со маски. Третиот беше оној најстрашниот. Да, па мислам дека тој беше првиот најстражен. Или беше најстрашен, више не знам. Британската верзија. Прв пат тогаш рипна над 1000. А тој со и најопасниот. Да, и меѓутоа како се приближуваше снимањето, така ковид бранот се засилуваше и моравме да подготвиме протоколи, бидејќи не постоја тогаш за протоколи за снимање. Можеше продукцијата да ги подготви протоколите, да аплицираме во влада или во комисија за разни болести или како да се вика тоа, они да одобрат. Моравме да носиме маски секој ден, да мериме температура од СВЛ. Единствени што не носеа маски беа актерите, сите ние бевме со барав фотографии за постираме на социјални мрежи. Едноставно не може да најдам фотографии од мене без маска. Така што беше напнато прилично. Ако се тргне настрана ова ковид мерките кои ви го попречува и ви го отежнува процесот на снимање на филмот, што друго беше најголем предизвик со оглед на актерската екипа, на познанствата од претходно, усогласеноста, режија? Останатото беше супер и мислам единствениот проблем на снимањето што беше дефинитивно не беше пречка, меѓутоа еден проблем плюс беше ковидот, меѓутоа останатото беше супер, имавме добар план, имавме добар буџет за работа, имавме доволно време да ги направиме сите работи што сакавме да ги направиме, имавме време да се спремиме, тука и ни помогна малку пандемијата бидејќи имаше нели карантини и така натаму, така да имавме навистина долги подготовки. Проблемот е она што е обично проблем на снимање на долгометражен филм, тоа е да го држите нивото од почеток до крај, да бидете подеднакво квалитетни кога не оди денот и кога ќе ви појде све од рака. Бидејќи секакви денови доаѓаат, некогаш сме расположени, некогаш едноставно ќе се случи сцената од прва, некогаш ќе треба да се помачите малку. Така што проблемите, ако имаше воопшто проблеми, произлегаа само тоа да го одржиме квалитетот секој снимачки ден и мислам дека успеавме. Така, имав чест исто така да разговарам со режисерот Кристијан Ристевски и со актерот Сашко Коцев пред една недела и да го најавиме исто така уште еден македонски филм кој пред една недела игра во киносалите во Македонија, Снежана на крајот умира. Сашко Коцев во меѓувреме на социјалните мрежи рече си се постираше за како најава за Мими и рече кога си играш во 2 македонски филма. Така му беше постот. Да. Една прекрасна фотка. Да, со една прекрасна. Така, дали се доживувате како конкуренција со Снежана на крајот умира? Не, уопшто. Тамара, ја мислам дека е баш убаво да има што да дополнување, така е. Така што мислам поготово што голем дел од и од актерите од екипата работеа на едниот и на другиот филм. Така? Во однос на ми ретно мислата. Нема проблем. Во однос на жанрот, дебатиравме со Кристијан и со Сашко каде би го сместиле како приказ на Снежана на крајот умира. Во однос на Мими, каде го сместувате како жанровски, ако Па тоа е во суштина психолошка драма, меѓутоа на моменти може слободно да кажеме дека застранува некој трилер, некогаш и некој хорор. Така што има еден жанровски амбиент во филмот кој мене беше многу важен да го постигнем и имавме време и услови да го направиме. Тоа е нешто што не е многу типично за нашата кинематографија, меѓутоа од секој што сакал жанровски филмови, така што имав прилика сега да го направам тоа. Со оглед на тоа што сте и сценарист, освен режисер, која ви беше инспирацијата? Што ви инспирираше да го создадете, токму да го креирате, токму Мими таа приказна? Ме инспирираше, па да речеме, лицемеријето на денешницата, односот помеѓу Скопје и остатокот од Македонија, бидејќи реално Македонија е руина и све е концентрирано во главниот град и све е централизирано тука. И луѓе мислат дека ако дојдат до Скопје дека нешто како многу сме прогресивни овде, мислам дека баш и не е така, бидејќи и во
Нема врска. Добро, ве разбуди рано, веројатно нешто така да не актери и режисери во не утринска така програма тешко. Не е тешко Не сте воопшто, него премногу разговорливи. Еве повторно реков, ќе се вратиме на Тамара со оглед на тоа што ја снимаше фамилија Марковски, па учествува во неколку театарски представи, сега филм. Каде најдобро се чувствувате? Кој настап најмногу ви лежи? Дали повеќе ми лежи театар или филм? Театар, филм или серија, например? Каде најубаво се чувствувате? Тоа е, мислам, различна форма и театар и филм, но апсолутно дека и двете ми се предизвик. И во двете би сакала да играм и да имам повеќе искуства. Така. Што подготвувате нешто за во иднина? Колку време треба да се подготви ново сценарио, да се подготви Ако работите сам треба прилично бајаги време да помине. Мислам, ако имате готово сценарио или ако имате повеќе готови сценарии или друг како ги напише, ќе иде тоа многу полесно, нормално. Меѓутоа, ако работите сам, како во мојот случај, меѓу 3 септември и Мими помина 7 години. И тоа звучи како многу, меѓутоа, ако земеме предвид дека ја го почнав да го пишувам Мими 2018 година, меѓутоа средствата ги добивме, мислам, 2019 додека се затворат сите копродукцијски договори, тоа е обично 1 до 2 години, да го снимите и да го завршите филмот во постпродукција, тоа се уште година и пол, веројатно. Значи сосема реална си е таа временска рамка. Па да, и се умеѓу време работев и некои серии, нормално имаше и комерцијални проекти, работи фамилија Марковски, што спомнавме преска, така што реално е, мислам, звучи како да е голема пауза, меѓутоа суштински кога се работи за долгометражни филми не е баш. Така, зошто во Македонија не се снимаат повеќе серии? Ете, фамилијата Марковски имаше добар одзив во јавноста меѓу гледачите. Тоа прашање треба да ви го поставам ја на пример на вашата телевизија или на некоја било која друга, меѓутоа не знам, во сите земји во регионот постои модел како да се снимаат серии, освен во Македонија. Така што кај нас се уште тоа некаков инцидент, има некој што да снимат, меѓутоа тоа не е доволно. Држи објаснување дека сме мал пазар и дека не знам. Едноставно што се однесува до телевизија Телма, мислам дека снимавме серија баш што беше продуцирана од Телма, се викаше Инсайдер пред 2-3 години. Така е. Така што мислам дека и тој период кога искочија неколку серии, мислам дека публиката реагираше добро, мислам оке на некого ќе му се свиѓа, на некого нема да му се свиѓа, меѓутоа постоеше огромен интерес, што значи дека доколку би се снимало, луѓето ќе ги гледаат, ако нема да се снимаат, ќе се жалиме и ќе се прашуваме зашто не се снимаат. Така, и двајцата ги спомнавме другите заеднички проекти, но не и Инсайдер и Тамара учествуваше во Инсайдер, или во една епизода игра. Да, мислам дека имав еден епизод. Така. Што мислите за предлогот на Џон Малковиќ за изградба на филмски град? Не знам ништо за тоа. Стварно. Зошто немавте време да имаше? Не, мислам има она што ги му поддршка од голем број актери, филмски работници. Па да, веројатно да, ама не знам. Вие, Тамара, знаете нешто за тоа? Не, слушно да не. Немам ништо. Мислам дека тоа се некој не знам, стварно. Некој простор што треба, мислам дека одамна беше даден на како понуда да се закупи, ама немам ништо. Ја прашав Тамара на почетокот како е да се биде денеска актер во Македонија, еве и вам истото прашање како е да се биде сценарист, режисер. Тешко со оглед на условите за финансирање, меѓутоа ете, очекувате ли дека од киносалите, од продажба сега на филмот? Тоа не очекувам сигурно. Важно ми е да го гледаат луѓе филмот, а мислам тоа дека ќе заработиме пари тоа не баш. Мислам немам ни очекувања такви. Фестивалски награди можеби? Меѓутоа она што како да се биде режисер, па супер е, ќе ви кажам. Мислам, јас сум имал среќа и привилегија да снимам 2 долгометражни филма, што ја нема секој, и да се биде режисер, ако имате амбиција да снимате долгометражен филм, е навистина тешко и во било која средина, дури и кај нас. Така што немам нешто многу голема причина да се жалам. Сум ги работил скоро сите форми на филмско и телевизиско изразување, така што до сега ми било супер. Што се однесува до сценарист, тоа сум го правил по сила на приликата, бидејќи многу сценаристи што работат сами во Македонија нема. Така што тоа е малце покомплицирано, бидејќи седите сам дома, треба да пишувате пред компјутер со месеци. Кога работите како режисер, друго има луѓе околу вас, некако се осеќате дека не сте сам на светот, така што тоа е супер. Забележувате самиот во себе кога правите интроспекција некаква еволуција од 3 дена во септември до Мими во смисла на сценаристички и режисерски раст?
и промена? Сигурно дека има. Би било превише самосвесно да дефинирам точно дали сум напреднал или не, меѓутоа дефинитивно сега се чувствувам малку по-комотно, поготово што тоа беше пред 7 години, тоа беше мој прв игран филм, го снимавме во Сосема по инакви услови, снимавме само 3 недели, имавме мал буџет. Меѓутоа меѓувреме се случија други проекти, се случија серии што се добра вежба, бидејќи работите брзо и работите обемен материјал, така што сега го поминав далеку полесно целиот процес. Тамара Ристовска и Даријан Пејовски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Ви посакувам голем успех и со Мими и понатаму да снимате и серии и филмови и повторно да ни дојдете во Телма да ги промовираме. Фала.